Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Надминат е проблемот за закоп на починатите од COVID-19 во семејните гробници. Постојано е загадено и преку ден и навечер. Тетовци се жалат на загадениот воздух. Пандемијата ја зголеми невработеноста на подрачјето на Гостивар. Надминат е проблемот со кој се оспоруваше правото на семејствата од Тетово и од Гостивар кои што имаат починато лице од COVID-19 да извршат закоп на истото во семејните гробници. По средбата на представници на сите засегнати институции со директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Даријан Сотировски, закопот ќе може да се изврши во семејното гробно место по претходно утврдување на потребните услови. Починатите од COVID-19 од Тетово досега се погребуваа само на православните гробишта во село Фалише. Наместо во семејната гробница на градските гробишта, семејствата беа принудени закопот на своите блиски да го извршат во ново гробно место. Таква одлука не е донесена ниту од локалната, ниту од централната власт, туку според проценки на јавното комунално претпријатие и операторите кои вршат погребални услуги. По реакции и дописи од граѓаните, директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, Даријан Сотировски, оствари средба со представници на сите засегнати институции, пошто истакна дека отсега закопот на починатото лице од ковид ќе може да се изврши по избор на семејството. Разговаравме на средбата за проблемот и можам да кажам дека сум задоволен од исходот. Ги усогласивме ставовите и од денес граѓаните кои што за жал ќе изгубат битката со COVID-19, ќе може да им биде овозможено правото на закоп во старите семејни гробници. Јавното комунално претпријатие, согласно својата евиденција и правилата за закоп на умрено лице, кои што важели претходно, ќе утврдат дали во постоечкиот стар гроб има услови за истото, односно дали поминала доволно време од претходниот закоп, и дали самото гробно место ги дозволува тие услови, имајќи предвид дека адекватниот материјал во кој што се изолираат посмртните останки од овој вид на починати може да бидат погабаритни од вообичаените во зависност од покојникот и од други X фактори. Сотировски добил исти реакции од граѓаните на Гостивар, иако на денешната средба немало представник од Гостиварското комунално претпријатие. Тој смета дека и таму ќе се надминат постоечките состојби. И во Гостивар било ист случај како и тука. Со оглед на тоа што Гостивар многу тешко обезбеди нови гробни места во рамки на постоечките градски гробишта, сметам дека треба да се овозможи тамо закуп во старите семејни гробници со цел овие нови 150 гробни места да бидат за 150 семејства, а не за 150 лица. Инаку од јавното претпријатие Комуналес од Гостивар пак велат дека погреби на лица починати од COVID-19 се извршувале и во семејните гробници на православните гробишта, според донесените протоколи. Тетово со години се соочува со загаден воздух. Ситуацијата е посериозна во зимските месеци. Граѓаните велат загадено и преку целиот ден, но и навечер. Велат надлежните треба да ги знаат решенијата и да ги применуваат. Градот Потшара веќе со години еден од најзагадените градови во земјава, но и во светот. Присуството на штетните PM10 честички во воздухот е често над дозволените граници, особено за време на зимските месеци, кога кон тоа придонесува и грејењето во домаќинствата. Граѓаните велат загадено и преку ден и преку ноќ. Велат надлежните знаат што треба да се стори и треба да ги преземат потребните чекори за аерозагадувањето да се намали. Не да е многу, премногу е. Кога најмногу се забележува? Кога се чувствува загаденост? Цел ден. Цел ден е све загадено. Да се качите горе, ќе видите како езеро е Тетово. Кое е решението според вас? Што треба да се превзема? И дали превземат надлежните? Тоа знаат тие надлежните што треба да мислат.
не ние граѓаните. Кој период од денот е најмногу се забележува? Па ноќум, во ноќните часови во главно, кога домаќинствата се греат, тогаш се чувствува загаденост. Кое е решението според вас? Што треба да се направи? Па решение, значи мислим со еколошко грејење, тоа би било решение и гасификација. Е загадено Во само. кој период од денот? Non-stop е загадено. 24 сата е овде загадено. Никогаш не било чисто тоа. Што мислите дека треба да се прави? Толку те. Треба владата, државата, никој друго не мисли ништо. Кога најмногу се чувствува загадувањето? Навечер? На вечер. Има мирис? Има. Затоа и не излагам да прошетам малку низ града од лош воздух. Мислите дека уште полошо ќе влијае сега и со вирусиве и Да, со... и со вирусите, и со маглата, сега доле тоа ќе се меша и не знам што понатаму. Решение според вас? Решение знае владата што треба да направи. Ние бараме да стават некои филтери тамо вама, ама изгледа ништо. Граѓаните ни испраќаат и фотографии на кои се гледа дека за дел од загадувањето причина се индустриските погони. Од општината велат дека како мерка за справување со загадувањето се вршеше целосна замена на печките на дрва со високоефикасни инвертор клими. Оттаму информираат и дека се вршат контроли на мали претпријатија, но го потенцираат и фактот дека општина Тетово е една од најгусто населените општини. Во текот на целиот ден и изминатата ноќ во Тетово присуството на штетните PM10 честички е двојно над дозволените граници. Нема воведување рестрикции во движењето бидејќи донесените мерки се доволни, истакна министерот Филипче. Тој уште еднаш апелираше до граѓаните дека ситуацијата е крајно сериозна, па затоа е потребно стрикно да се држат до мерките за заштита. На вчерашната владина седница е донесена дополнителна мерка за забрана на групирање на повеќе од 4 лица во текот на целото деноноќие. Огромен е притисокот врз здравствениот систем, но со вклучување на интерните оделенија, подготовката на кадарот и системот на ротација, апсолутно се обезбедуваат слободни кревети за болните од COVID-19, истакна министерот за здравство Венко Филипче. Тој рече дека на вчерашната владина седница биле донесени уште неколку мерки и препораки, како и забрана за групирање на повеќе од 4 лица во текот на целото деноноќие. Вчера на седницата на владата донесовме уште некои препораки и мерки од комисијата и министерството кои што владата ги прифати, а тоа е рестрикција во групирање повеќе од 4 луѓе во текот на цело деноноќие, нормално со соодветни исклучоци, како настани или места кај што има протоколи, а поради тоа што бевме сведоци дека во изминатиот период од неколку денови и покрај укажувањата и покрај апелите имаше собири на јавните површини и паркови за време на викендите. Филипче уште еднаш упати апел до граѓаните, укажувајќи на сериозноста на ситуацијата. Ова навистина е еден тежок и комплексен период. Мораме сите да сме свесни, да ги почитуваме мерките, да не се групираме, да не излегуваме од дома, освен ако нема некоја голема потреба, заради тоа што навистина капацитетите во болниците се преоптеретени, кадрот е преоптеретен, еден дел од нив со месеци веќе работи со ковид пациенти, друг дел сега практично од своите оделенија се пренаменети во ковид оделенија. Потребна е поддршка на здравствените работници, потребно е високо ниво на свест, заради тоа што само така може да пребродиме оваа криза, да секој еден граѓанин дае свој принос. Филипче истакна дека засега нема потреба од воведување на полициски час или мерка карантин, бидејќи воведените рестриктивни мерки и оние за заштита се доволни, па нагласи дека доколку се почитуваат, тие ќе дадат резултати. Пандемијата ја зголеми невработеноста на подрачјето на Гостивар. Точните статистики ќе се знаат на крајот од годината. Службите бележат случаи кога граѓаните се пријавувале во евиденцијата на невработени за да користат домашни платежни картички и ваучери од државата. Ковид кризата придонесе да се зголеми бројот на невработени во Гостиварскиот регион. На листата на Агенцијата за вработување актуелно има околу 10.600 лица без работа. Точната статистика и деталните показатели ќе се знаат на крајот од годината.
Она што е познато е дека околу 70 работници добиле откази од почетокот на пандемијата. Од Центарот за вработување во Гостивар велат дека има и случаи кога граѓаните се пријавуваат во евиденцијата на невработени за да користат домашни платежни картички и ваучери од државата. Бројкава на невработени порасна, меѓутоа не е тоа правично невработеноста. Големиот дел од зголемувањето на бројот на невработени е од помошта што дава држава за невработни лица. Значи секој се аплицирал и се пријавил као невработен за да добијат ова ваучер што им помага држава за невработени. Што се однесува до спроведувањето на активните мерки за вработување, Гостиварскиот центар ја оценува годинава како успешна. Преку овие мерки работа обезбедиле 340 невработени граѓани. Вкупно од активни мерки политики досега се вработени 340 невработени лица, сите со активни мерки, и тоа субвенциониране на плати 120 кандидати, раст на правни субјекти, мали и средни предпријатија 47 вработување, само вработување со грант, значи 80 кандидати кои више регистрирале фирма, се чекаат исплата да им се врши и да почне со работа. Само вработување на инвалидни лица 5 кандидати, само вработување се чекаат уште од резервна листа уште едно 8 кандидати, значи вкупно ќе биде околу 93 кандидати. Само вработување со кредитирање, физички лица 40 вработување, само вработување на правни лица 15 вработување. Според официјалните податоци, меѓу невработените на подрачјето на Гостивар најбројни се лицата без или само со основно образование. Со завршено средно училиште има околу 2400 невработени, а со факултет 634. На листата на невработени запишани се и 58 магистри на науки. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 12 лица, од кои 8 од Тетово и 4 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 144 лица од Тетово и 70 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени 1531 лица од Тетово и 558 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 16 часот и 30 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 40 годишничка и 30 годишничка, двете од Гостивар, кои половина час пред тоа на улица Илинденска во Гостивар физички нападнале 30 годишна гостиварка. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 14 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавено е дека изведувајќи градежни работи во помошна просторија во Гостиварски равен, собственост на 55 годишник од ова село, паднал 36 годишник од Република Албанија и се здобил со тешки телесни повреди. Повредениот албански државјанин пренесен е во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар и се расчистува случајот. Во текот на вчерашниот ден биле санкционирани 7 возила, претежно комбиња чии возачи не поседувале лиценци за вршење јавен превоз. Од СВР Тетово информираат за интензивните контролни активности во регионот. Секторот за внатрешни работи Тетово близу месец и половина на Тетовско-Гостиварското подрачје спроведува интензивни контролни активности во јавниот превоз. Вчера на Тетовското подрачје биле откриени и санкционирани 7 возила, претежно комбиња, чии возачи не поседувале лиценци за вршење на ваков вид превоз. На собствениците на возилата изготвени им се соодветни кривични пријави. Во периодот за кој станува збор на Тетовското подрачје биле откриени и санкционирани вкупно 64 возила без лиценца, од кои 37 во октомври, 27 во ноември. Контролните активности со несмален интензитет ќе продолжат и во наредниот период, а секој немање на лиценци ќе се заокружи со изготвување на законски предвидените поднесоци, согласно член 284а од Кривичниот законник. Активностите и натаму ќе ги реализираат полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во содејство со одсекот за економски криминал. Во истиот период на поширокото Гостиварско подрачје, вкупниот број на санкционирани возила без потребните лиценци изнесува 23.
Петтото коло од првата машка одбојкарска лига го затворија одбојкарите на Шкендија со максимална победа од 3:0 над Јанта Волеј. Одбојкарите на Шкендија забележаа победа со максимални 3:0 над Јанта Волеј на затворањето од петтото коло во првата машка одбојкарска лига. Тетовци како апсолутни фаворити влегоја во надпреварот, а тоа го оправдаа и на теренот. На противникот му дозволија да освои само 45 поени на целиот надпревар, 15 во првиот, 16 во вториот и 14 во третиот сет. Шанса за настап добија и помладите одбојкари, кои максимално ја искористија укажаната прилика. Ова е важна победа. Го направивме она што требаше. Работиме секој ден, тренираме секој ден и воопшто не ни е важно против кого играме. Секогаш се трудиме да бидеме подобри. Се надевам дека ќе имаме добра сезона. Затоа и работиме многу напорно. Целата екипа е добра. Се помагаме меѓу себе и на крајот мислам дека ќе биде добро. Прва сезона, ова е прва сезона во првата лига. Сме собрани помлади и очекуваме да се дигне некој квалитет. Значи не очекуваме ние победи од почеток, него уигравања, тренирање, учење од постари дека што се постари од нас, Шкендија и поискусни и така натаму и така натаму. Тоа не е целта. Со новата победа, екипата на Шкендија се искачи на делба на третата позиција на табелата, заедно со екипата на Вардар со по 12 бодови, односно 3 помалку од лидерскиот двоец Џио Струмица и Универзитет Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете во добро здравје и почитувајте ги мерките за заштита. Пријатно!